Нови ефикасни методи и техники за справување со пожарите оставија словенечките пожарникари во Берово. Со нивна помош и годинава пожарот на планината Готен е целосно изгаснат. Според командирот на територијалната противпожарна единица Берово Димитар Гошевски, словенечкиот ангажман и искуствата на терен, особено во тешко достапни предели, покажаа значителен напредок во практиките за гаснење пожар. Луѓето кои што дојдоа припадниците од Словенија пожарната единица, како професионалци, така и доброволци, покажаа дека после 21 уште еднаш активно се вклучија во гаснењето на пожарите оваа година. Нивните методи можеме да ги пременуваме и за во иднина. Значи, тие исто така имаат високи предели, трмни, недостапни, кај што мора да се делува на други начини за гаснење на пожарите. Така да тие ни покажаа колку се храбри техниките за гаснење на пожар кои што ги применуваат. Значи, завчера максимално се вклучија, така да во текот на вчерашниот ден пожарот беше завршен и заминаа за Словенија и оставија едно позитивно мислење, позитивна работа, позитивен дух за справување за вонапред со пожарите. Пожарот почна од 21 кога ја примивме дојавата дека на планината Готен од општина Василево навлегува огнената стихија. Излеговме на терен, така да институциите покажаа дека работеа сплотено. Пожарот е изгаснат, но граѓаните мора да бидат многу внимателни, рече Гошевски. Тоа шумско богатство што остана во Малешевските планини мора да се зачува, а со тоа свеста кај граѓаните да биде многу голема, додава тој. Пожарот е изгаснат, меѓутоа ние пак мора да внимаваме на сето тоа што ни остана од шумско богатство од Малешевските планини. Значи тоа што ни остана мора да го задржиме. Свеста кај граѓаните мора да биде многу голема. Значи овој пожар не е настанат на територијата на општина Берово. Овој пожар е пренесен преку границата од друга соседна општина. Сега за сега во овој летен период, иако е многу повисока температурата од годините наназад, се уште немаме посериозен шумски пожар кој е настанат за 25-та година. Така да се надеваме дека тоа нема да се случи. Значи штетата е настаната, значи најмногу е квалитетна дрвна маса, меѓутоа тоа пак шумско стопанство треба да си направи процена. Територијата која што е опожарена е многу голема. Вили кои што беа таму ги заштитивме, возила кои што беа таму како механизација, тоа сето беше заштитено, спасено. За среќа немаме жртви. Инаку, како што дополнително посочи командирот Димитар Гошевски, пожарот на планината Готен од беровска страна настанал на 21 јули и истиот е настанат од пожарот во општина Василево. На терен работеле пожарникарите од територијалната противпожарна единица, екипите на шумското стопанство, како и Центарот за управување со кризи, потенцираше дека институциите работеле сплотено.